година. В нашата работа не успяхме да ги имплементираме сите програми, които са потребни за целите групи, с които ще работим, а това са пред зависимости от дрога, алкохол и коцка. Сега в по-ново време включваме и други маргинализирани групи, с цел да помнят процес на рехабилитация и ресоциализация заради реинтеграция. Значи да може да ги включим на пазарът на труд като равноправни чинители на този пазар. Терапийската заедница Покров е лоцирана, знаете сите, предпоставяме и нашите гости, които ще бъдат вчера, лоцирана е на 5 км значи от тук, от град Сумица, на село Баница и е сместено между село Водочи и село Баница. И там се случва, т.е. заради защото тук сме събрани, но се случва един процес на рехабилитация, ресоциализация и в исто време, користейки е най-мощната алатка за самоудръжливост е социалното предприемниštvo с проведуваме процес на реинтеграция. Най-битни иновации, които ще ни успеяхме да ги имплементираме в нашата програма е точно успеяхме в последните 4-5 години да го развием социалното предприемниštvo до, да не кажем до процент на 100% самоудръжливост, само полека се движиме към тази бройка и терапийската заедница Покров, мисля дека до 2020 година може да бъде 100% самоудръжлива организация и сега да може да ги споведва сите активности, без да бъдат потребни допълнителни финансови ресурси. Оно, що е много важно за нас като организации, ще ви издвоим от много други организации, които ще работят терапийски процес. И то ще ни го викаме безболна детоксификация. Това е нещо, що е много важно да се случва в такива организации, бидейки лицата, които ще имат проблем с зависимост, най-голям проблем е за да се включат в процес на рехабилитация и ресоциализация, всъщност страдат от абстиненциални кризи. Кай нас успяхме да този процес да изменеджираме на начин да бъде безболен. И оно ще е най-важно, и оно ще сметаме дека е наша най-голяма иновация е дека на нашите клиенти има възможност после завършване на процесът, който кай нас трае 18 месеци, да добият вработуване, значи да помнят низ процес на рехабилитация и ресоциализация и накрая да добият вработуване. В изминалите няколко години успяхме да работим 6 такива лица, защото успешно го завършили процесът и сега работа на терапийската заедница. И затова викаме, оно ще можем да го отсликаме в една рамка е да се произведува, да се лекува и да се рехабилитира, odnosno да се реинтегрира. То все това се случва на едно место. Значи все това се случва в терапийската заедница. Що това значи? Това значи дека заедницата в исто време станува контекст во кој што се случува промената, метод кој ја овозможува таа промена и место каде што може да се добие вработуване. Значи задоволени се сите предуслови, една личност која била на маргините, која била отфрлена од сите, накрая да заврши како данъчен образник. Добирајќи работа, автоматски сите тие лица стануваат данъчни образници, кои што се сите не вклучат. Кај нас во терапийската заедница развивме органско производство се со цел да можеме на нашите клиенти да им възможиме на процесът на рехабилитация и ресоциализация да можат да научат да стекнат работни вещини, да бидат отговорни и накрая да можат със своят труд сами да добият вработуване. Оно, што кај нас е најразвиено е органското производство. Имаме сертифицирано органско производство на ориш и зеленчук на површина от скоро 16 декари. Сега во моментот имаме потреба од проширување на нашите производствени капацитети, што за нас е много важно, бидејќи успеавме нашите производи да ги пласираме на маркетите на Тинекс, во неколку продавници за одовишće хранти фрук на Зеги, и нашите производи се веќе препознаени на пазарот и затоа имаме потреба од проширување на истите капацитети.
Оно што сакам со вас денес да го споделам што е врзано за социјалното предприемништво и тука би го оставил мојот фокус е дека за да се занимавате со социјално предприемништво вие мора да обладувате економски активности. За жал, ние сме долго време присутни во тој процес. Некако меѓу првите започнавме да го разберем социјалното предприемништво, но и на донаторите, и на сите чинители, вклучително на државните институции, на локалната самоуправа, главниот фокус беше не да се формираат социјални предпријатија, туку главниот фокус беше да создаваме стратегии, да создаваме закони, да создаваме на некои програми во кои што ќе може да се здружуваат потенцијалните социјални предпријатија. Јас мислам дека е сега вистинското време, ние така имаме големо задушнување во делот на социјалната економија, да и покрај тоа што живеевме во 50-те години, живеевме во време буквално во социјална економија. Имаме едно така фино искуство, што може да го искористиме и други денес. Главниот фокус да не биде во создавање или промовирање само на социјално предприемништво, туку да биде да се овозможат да се создадат социјални предпријатија. Ви кажам зашто тоа е најважно. Најважно е заради тоа што за да бидете добро, одржливо социјално предпријатие, вие мора да спроведувате квалитетни економски активности кои што ќе носат профит. Значи, социјално предпријатие единствено кој што се разликува од другите предпријатија е во распределбата на профитот или тоа е најголемата разлика. Не е дека тие не треба да создават профит. Постојат митови во тој дел и јас се надевам дека тие митови многу брзо сите ние ќе помогнеме да бидат надминати. Тоа е многу важно да се случи од причина за да почнат да се формираат социјалните предпријатија. И ви кажем една голема причина зашто е тоа важно. Кога работите со социјални групи како што работи лице во лице, кога работите со социјални групи со кои што ние работиме, сите тие целни групи на одреден начин имат ограничени можности во создавање на профит. Што тоа значи? Значи, ако разделите ги, например, лицата со попреченост, тие имат ограничени можности во создавање на тој профит. Но затоа се социјалните предпријатија тука кои би ги прифатиле тие лица за да им овозможува да они поминат процес на рехабилитација и ресоциализација, тоа што би се создало? Би се создало еден амбиент во кој што они пример ќе дадат 100% учинок, ама нема да создава 100% профит, затоа што не може тоа да го направи. Реално не може. И сега, на сите тие комбинирани начини на финансирање, низ кои што во цел свет, не само кај нас се финансираат социјалните предпријатија, што ќе овозможиме? Ќе овозможиме тој недостаток што тие не можат да го остават во профитот да се оствари на тој начин, односно на друг начин, а тие повторно да имат 100% од тој профит, бидејќи и нивните потреби се 100% како што се и нашите потреби. Тие имаат потреба да се облекуваат, да се хранат и да вршат некои своји работи. Значи, втора работа со што треба понатаму да се занимаваме е начинот на финансирање на социјалните предпријатија. Тука лежи клучот, значи во креирање, во создавање, во амбиент во кој што ќе може на многу по-безболен, на многу по-лесен начин да се формираат социјалните предпријатија. Потоа да изнајдеме начин како тие предпријатија ќе ги финансираме не 100%, еден дел да сами ќе се овозможат пред своите економски активности, а може да имат да постојат и алтернативни начини со кои што ги се финансират, за да може да фатат што поголем број на лица кои што да бидат вработени во тие социјални предпријатија. И трета голема работа што јас мислам дека треба да се случи, ако е најмногу ќе помогне во создавањето на нови социјални предпријатија, е процесот на децентрализација и либерализација на социјалните услуги. Тука локалните самоуправи може да одиграат клучна улога. Фала Богу, ние живееме во општина која што максимално се труди и максимално дава поттик и финансиски можности на сите и социјални предпријатија и сите други здруженија кои што работат со овие специјални групи. Се надевам дека тој тренд ќе продолжи и ќе беше поволен.
И мислам дека тоа може да смени социјалната карта на нашата држава. Од причина што ќе отвори многу нови квалитетни работни места и на тој начин веројатно ќе биде софрен и дел од миграцијата кој што многу луѓе нема да бидат мотивирани среќата да се вобараат или во Европа, туку би останали овде да работат, ако имат квалитетни и добро платени работни места. Јас некои од овие работи веќе ги кажав, оно што сметам дека за нас е сега најважно, ние се движиме по некој тој пат да станеме само одржливи до 2012 година и да отвориме нови работни места за целите групи со кои што работиме, бидејќи потребите од тие работни места од ден на ден стануваат се повеќе. Ова е повеќе за програмата на тераписката заедница. Јас не ги трошам време за ова, доколку некој сака да интересира за како изгледа програмата, би позволили после презентацијата да важно. Ова се фазите на третманот, би кажем, трае 18 месеци и се оно што е важно, при нас работна окупационата терапија е застапена еднакво како и тераписките други тераписки активности и за органското производство се го менеджираат експерти и во терапискиот процес работат повторни експерти, тоа се психотерапевти кои што заедно го хармонизираат целиот тој процес во кој што еднаква улога имат и работно окупационата терапија и тераписките активности. Ова е дел од нашето производство. Во изминатите неколку години имаме сертифицирано органско производство, значи со сертификат од добиен од процент, тој е сертификациона куќа која во нашата држава ги издава тие сертификати. Тоа се дел од нашите производи конзервирани. Од оваа година имаме и сушени производи, не стигнахме, не знам кој причина да ги донесеме, да видите како тоа изгледа дрвка, како тој што ги имаме веќе испакувано. Ова е дел од тераписката заедница, значи имаме определени се што им е потребно на клиентите за да може да имат еден нормален процес. Јас тука би застанал, доколку има прашање и разполагам.